Спортот и уметноста се за некого може би чуден, но за некого пак идеален спој. Техниката, прецизноста, брзината, фокусот ви се потребни и во двете области, а слободата или може би подобро кажано неопходноста да дадете личен печат е она што ќе ве направи посебни или најдобри. Како би изгледала споредбата на една техника која подразбира синхронизација на прстите на рацете со емоциите и умот и една техника на соодветна поставеност, движења, подготвеност и издржливост на телото, повторно во синхронизација со емоциите и умот, но во светот на велосипедизмот. Мојата денешна гостинка е пијанистка и велосипедистка. Ја има титулата национален првак во неколку категории, а се надпреварува активно во планински и друмски велосипедизам, хронометар и велокрос. Ве канам да останете на телма и да уживате во спортските приказни и искуства на Дуња Иванова. Кога јас и мојата денешна гостинка Дуња се запознавме, тогаш нашите теми за разговор беа со поинеко фокус, затоа што и поради моето образование, а и незината примарна професија, тогаш разговаравме на тема музика најчесто. Меѓутоа, со текот на времето, сега имаме повторно нови и интересни теми кои двете не интересираат и ни се дел од животот, но се поврзани со спортот. Тогаш кога ќе се сретнеме низ скопските улици, таа е најчесто или на велосипед или покрај својот велосипед, па ќе размениме неколку зборови, но по некое време јас ќе се сетам, чекај, значи ова е дамата која што ја представуваше Македонија на светско првенство, така што тоа не е воопшто мала работа и веќе имаме денеска конечно можност за една убава паралела меѓу таа уметност и музика, меѓутоа и спортот кој што сите заедно се дел од незиниот живот и секојдневие. Задоволството е мое, Дуња, добре дојде во Fairplay. Јана, благодарам за поканата. Јас и во животот сум секогаш за ферплей игра и особено во спортот. И ти честитам што со оваа емисија поставуваш едни нови стандарди во спортското информирање. Благодарам многу, задоволството е големо. Навистина, бидејќи ги сакам овие теми, ми интересираат, супер што ферплей го споменуваме на стартот. Уште малку на оваа тема кажи ми, предаваш секојдневно си со помлади од тебе, со твоите ученици, меѓутоа за човек да биде успешен, а при тоа да применува ферплей, треба многу и знаење, и издржливост, и искуство и така натаму. Ако ти велиш го сакам тој пат, реално во оваа средина во која што ние функционираме, возможно ли е да се применува и да се биде еден добар пример кој другите ќе го следат на фер играч? Еве, јас тоа го правам, баш на тој начин. Ги абстрахирам сите оние негативни конструкции кои многу често се пласираат пред мене и лично за мене или за моето семејство, затоа што сум така воспитана и така сум растена. Едноставно не дозволувам и сето мое искуство и мојата љубов кон сите области кон кои сум се дала и сум се посветила, ете ми возможиле да станам имуна, отпорна на сите негативни емоции и едноставно да вложам во она што навистина сметам дека е вредно, да се посветам, како што тоа и го правам и знам да го правам, и со тоа да дадам еден позитивен пример не само на моите ученици, туку на целото наше општество. Да, а и мајка си на две деца и тоа е, сега ќе објасниме како се балансира меѓу сите овие теми. Прво околу таа уметност па и спорт, знам, веќе досега си кажала дека велосипедот ти е дел од животот уште од детските денови. Меѓутоа има една интересна работа, кога човек долги години музицира, во твојот случај тоа е пијаното, и совладува и одржува една техника, тогаш веројатно има добра подлога за оној момент кога ќе посака малку попрофесионално да се бави и со спорт. Што тука во овие концепти е исто, а што можеби чувствуваш дека е пак различно? Да се биде добар и со добра кондиција во музиката и добар и со добра кондиција во спортот?
И ти по вокација си од светот на музиката и точно знаеш како се одвива тој процес, уште од најмали нозе, изискува навистина голема дисциплина и посветеност, која станува дел од животот на едно мало дете, да седи на пијаното, да речеме, по 4-5 часа во текот на денот, тоа е навистина една сериозна посветеност. И кога сте во малце позрели години и се решавате да нурнете во една друга област од животот, не ви представува никаков проблем, затоа што се аплицира на истиот начин. Значи, истото нешто што јас сум го поминала во текот на моето музичко образование, во моментот кога се запознав со дечките од велосипедскиот клуб Енерджи, кога решив ајде сега малце посериозно ќе се посветам на велосипедизмот, не ми представуваше никаков проблем да ги следам нивните насоки, затоа што јас најдов навистина сличност помеѓу она што го правев во изминатите години во текот на моето образование како концертен пијанист и така натаму. Она што е интересно е што резултатите доаѓаат по истиот принцип. Значи, буквално тој, доколку ги следите тие чекори, резултатите ќе дојдат можеби не толку брзо, затоа што телото, тренирањето на телото е малку поинакво од она што треба да се совлада, да речеме, кога треба да се научи нешто на памет во однос на музичкиот дел, тука треба малку повеќе трпение и сепак она што го добивате како резултат е апсолутно исто со она што претходно сте го имале во текот на вашето музичко образование. Така што за мене не беше никаков проблем да се навикнам на еден поинаков тек на мојот ден, на мојот живот во изминативе 3 до 4 години. И затоа ќе речат другите како резултатите дошле брзо, не дошле брзо, туку тоа е резултат на една навистина голема дисциплина и стратегија, веројатно, стратегија, така? Да. еден професионален однос кој покрај скромните ресурси со кои ние располагаме, зборувам ние, затоа што заедно со клубот го правиме ова, со мојот тим, можеме да кажеме дека ние сме апсолутно на едно ниво како што тоа се случува во светот и покрај, повторно ќе речам, ресурсите кои се скромни, затоа што секојдневно, да кажам, изнаоѓаме начини, не само од финансиски план, туку и во однос на обезбедување на соодветна опрема, која е навистина скапа и бара одржување. Така што сум среќна што денес сум тука со тебе во студиово да се навратам на сите успеси кои навистина честно и посветено ги заслуживме, сите заедно. Да. Уште една работа ми е важна, од оној момент кога велосипедот служи за рекреација или како превозно средство, особено во нашиот град, до оној момент кога ти рече дефинитивно време во ова да вложам енергија, што беше клучно? Тоа беше една прва трка во категоријата хоби во парк Шума Гази Баба од планински велосипедизам. Таму се одржува трките од календарот на Велосипедска федерација на Македонија. Јас бев првиот пат ми се чини само во публика, а вториот пат, со подкрепа на дечките од Велосипедскиот клуб Енерджи, ајде пробај извози една трка во хоби категорија и кога ќе се качите на тогаш завршив втора и се качив на подиум и тој адреналин што во моментот го почувствував, тоа е едно задоволство што ме обзема. Едноставно така ги разбуди пеперутките во стомакот и јас знаев дека ќе продолжам да го правам тоа. Мотивација. Да. Добра мотивација. Се надпреваруваш во различни типови на категории, кои што сакам да објасниме колку се различни во поглед на подготовката, опремата и концептот кога ти одлучуваш да одиш на некој надпревар и сега фокусот треба да ти биде во одредена дисциплина. Ако не грешам се 3 или 4, ќе ми ги кажеш ти и те молам наједноставно за да не разберат и оние кои не слушаат, да направиме споредба. Добро, значи во изминативе 3 надпреварувачки сезони, колку што јас активно сум дел од Велосипедската федерација на Македонија и Велосипедскиот клуб Енерджи, сум ги освоила сите државни првенства во планински велосипедизам, во хронометар, друмски велосипедизам и велокрос. Значи сега сум актуелен државен првак во планински велосипедизам и во велокрос. Она што е различно, има многу аспекти што се различни. Прво, велосипедите.
Значи за сите 4? За сите 4 постојат различни видови на велосипеди. Добро. Второ, подготовката е драстично различна, особено помеѓу друмскиот и планинскиот велосипедизам, затоа што ако во друмскиот, ајде да кажам дека најголем дел отпаѓа на подготовка на физичката сила и некакви спецификации, во планинскиот велосипедизам има огромна палета на сегменти кои треба да се тренираат, меѓутоа и да се поседуваат, затоа што тука во голем дел отпаѓа клучот на техниката, совладување на препреки, вештини, што тоа да речам во друмскиот велосипедизам поголема неизвестност некако има, нели? Може би и адреналинот е во некоја мера поголем, но има поголема неизвестност кога си на планина. Да, не само тоа, еве на пример ќе дадам пример со една исклучителна трка 4 острови во Хрватска. Која беше за мене можеби првиот еден поголем предизвик во планинскиот велосипедизам, каде што спустовите траат околу 10 километри, се брутални, значи тоа се карпи, камења, значи не знам, може спустот ако трае 15 на минути, што значи тоа за вашиот нервен систем. Тука, колку и да сте физички подготвен, ако не можете да го издржите тој адреналин, таа подготвеност на телото да изреагирате во даден момент на патека која прв пат во животот ја поминувате, тогаш воопшто нема да ви се исплати физичката подготвеност. Значи тоа е комбинација на неколку сегменти. Во оваа смисла, кои се најголемите промени кои твоето предсе тело, но и комплетно твојата личност ги претрпе откако интензивно тренираш, односно возиш велосипед? Издржливоста, ова што пред малку го спомнав, издржливоста можеби исто така ќе кажам дека ја поседувам од она што претходно сум го имала со вежбањето пијано, со концертните настапи. Јас пред неколку години одржав пијано маратон на Скопскиот плоштад кој траеше 3 часа, каде што свирев без пауза. Без пауза, свирев 3 часа на отворено. Добро. Што е многу слично со она што треба кога возите еден маратон, таа издржливост, тој фокус, концентрација. Значи едноставно тоа го поседував и го применив и во овој дел од мојот живот. Меѓутоа телото дали претрпува промени апсолутно и тоа секоја година се менува, затоа што тренинзите се менуваат, обемноста, волуменот, интензитетот оди во нагорна насока, па следствено на тоа и телото се менува, меѓутоа морам да кажам во една многу позитивна смисла, затоа што станувате свесен за силата која поседувате и како таа сила може да ја примените. Инаку јас во теретана, ако се навратам наназад, сум од мојата 12-та година, применувам тежински тренинзи уште од тогаш и не сум престанала да го правам тоа. Никогаш не сум знаела дека ќе се впуштам во едни вакви посериозни води, меѓутоа верувам дека и тоа е една подлога која ми го овозможи ова денес. Уште една многу важна работа и некако логична, иако сум слушала и други музичари кои на некој начин многу важен вентил во нивниот живот е спортот, тука со пресметан ризик од повредите кои на еден музичар, клавирист, па виолинист и ред други не смеат да им се случат едноставно, не дај Боже некогаш може да бидат пресудни во друга насока да се движи кариерата или да прекине. Така што кај тебе како одеше пресметувањето на овој ризик? Супер прашање е ова, затоа што кога почнав да возам планински велосипедизам, моите блиски и така поблиската околина, првата реакција беше тоа, како ти си пијанист, таму одиш по непознати терени, многу сериозни патеки. Ако верувате дека такви повреди многу тешко се случуваат на таков вид на тренинзи или надпревари, што би рекол татко ми, кога одиш по улица, па може некоја саксија врз глава да ти падне. И тоа е така на крајот од денот, но добро. Ризикот е сепак поголем. Ризикот е поголем и ние затоа го подготвуваме телото. Наспроти тренизите на велосипед, 3 пати во неделата, јас тренирам и кросфит. Функционалните тренинзи за мене ги подготвува Огнен Бражански и токму тоа е поентата и тоа е еден неминовен дел од маунтин байкот, затоа што телото треба да биде спремно и да се случи пат, да не се случи некаква драстична повреда. Јас сум паднала многу пати, меѓутоа, фала Богу, до сега ништо посериозно
не ми се случило. Добро. И дај Боже да не треба да се размислува на таа тема, да. но повторно ќе речам во главата некаде таму, макар во некој фолдер позади, мора да постои опцијата не дај Боже, што ние ја нарекуваме така. Што во некој такво сценарио? Јана, јас сега на трката во септември на планината Тара се возеше етапна трка 3 дена, заедно со Љубиша Кондев се надпреварувавме во мешани парови и на втората етапа негде на 30-тиот километар јас паднав на еден многу незгоден спуст, се излизгав во една кривина на така еден добар куп од камења и си ја повредив раката. Во моментот имаше многу големо крварење. Моравме да смислиме што ќе правиме, затоа што до крајот на трката имаше уште 30 километри што требаше да се извозат. До нас немаше контролна точка во близина. Значи, ние веднаш тоа го бандажиравме и јас со страшна болка во моментот успеав да ја завршам трката и да завршиме на 3-то место. После тоа ме однесоа на шиење во болница и по 5 дена по враќањето од таа трка јас имав концерт во Македонската филхармонија со мојот солистички концерт дома, ова никаде не сум го кажала. И како издржа? Значи со болка во раката го одржа концертот, да. Така? Значи возможно е. Се е возможно. Сите овие тренинзи кои што не смеат да се прескокнуваат, мораат редовно да бидат одработени, се однесуваат во тој случај и на пијаното и на велосипедот. Да, Тука споменав се обврските и на мајка, а и сите други желби кои еден човек ги има да се социализира и ред други работи да направи. Како ти изгледа распоредот и денот? Значи имаш по неколку часа и за пијано и за велосипед? Да. Тоа е неминовен дел од моето секојдневие, додека моите деца се во училиште, тоа се 4 до 5 часа во денот кои јас ги користам да тренирам и да свирам на пијано. Спомна социализација, можеби тоа е, како да кажам, еден сегмент од мојот живот кој го имам малку подзаборавено, не во негативна смисла, едноставно не ја чувствувам таа потреба, не само потреба, туку и не можам да ги компензирам тие работи навечер да легнувам доцна или да излегувам, затоа што тренингот што ме чека наутро ќе трпи заради тоа што предходниот вечер предходната вечер сум легнала подоцна или сум јадела нешто што не треба да го направам. Во овој период од мојот живот така функционирам, ако тоа е условно кажано жртвата, иако не сметам дека е, затоа што има периоди во животот кога се наменети за одредени работи, кога треба да го правиш тоа што во моментот ти причинува задоволство. Тоа е цената која јас ја плаќам, една дисциплина која мене ме прави исклучително среќна. Пред да го ставам фокусот на тоа што беше досега твој најголем успех и она за кое се подготвуваш, уште едно прашање во врска со генерално е тоа жените во спортот, мислам дека моментот дека самото женско тело е поинакво од машкото и моментот дека жените се оние кои раѓаат и даваат нов живот, вообичаено исто така е нешто што е дел од плановите на една спортистка, кога веќе има големи или посериозни успеси, знаат приватноста и приватните моменти да бидат одложени или да трпат, а некој пати не. А ти твоите спортски успеси ги правиш откако веќе се реализираше како мајка. Так. Прашањето ми е во поглед на телото и моментот што често се дискутира, дали ако јас сум спортистка, ако раѓам, ако одреден период не сум во спортот, потоа воопшто ќе се вратам на спортската сцена, мислам дека можеш да бидеш добра мотивација за таквите кои имаат дилеми. Како ти на твоја возраст, со твоето тело, со 2 пати веќе раѓање на деца, успеваш да бидеш конкурентна, можеби помлади девојки од тебе и така натаму? Така е, точно. Можам да кажам дека телото на една жена после тие промени станува уште посилно. И многу примери во спортот покажуваат дека успехот и врвните успеси на одредени спортистки доаѓаат откако се реализирале како мајки. Грижата, особено првата година,
пораѓањето на детето е многу, како да кажам, и на емоционален и на физички план е неизвестна и тешка за една мајка, затоа што поминува низ различни процеси, особено тие хормонални промени се навистина исклучително силни. И незините двојби дека повторно ќе се врати на она што претходно сакала да го прави се природни. Така е. Меѓутоа не треба воопшто треба да се ужива во мајчинството во тој период. Не треба да се оптеретува жената со некакви очекувања, затоа што тој период во на растење на првата година на детето е можеби најскапоценото нешто, затоа што потоа како децата растат, стануваат се посамостојни, независни од нивните родители. И токму треба да се ужива во тие денови. Несомнено и не постои никаква пречка за понатаму жената повторно да се врати во една топ форма, можеби подобра од таа што била претходно. До тогаш. Да, затоа што сега има искуство, а и велиш самата природа на нештата те менува. Те менува и те прави уште посилен, поиздржлив и посилен. Како се станува представник на својата земја на светско првенство? Ти учествуваше минатата година на светско првенство. Да. Оно што е важно пред се да го кажеме, дали мора човек да се квалификува таму, како и во останатиот дел од спортовите, или има поинаков начин за да се најдеш меѓу сите останати на стартната линија? Јас минатата година настапив на светското првенство во категоријата хронометар. И за настап на во таа дисциплина, значи постојат квоти кои Велосипедската федерација, односно може да испрати одреден број на представници. Така што всушност овој потек што ние лани го направивме беше, како да кажам, извесно еден проект, во смисла не конкретно проект, меѓутоа еден начин да отвориме една малку подзаборавена врата, да кажам, за прв пат женски представник да настапи на светско првенство помеѓу елитата. Значи лани во Глазгов имаше најголем број на жени натпреварувачи во хронометар, 83 ако не се лажам, што до тогаш се нема случено. Значи поголем број беа жени отколку мажи. И беше тоа еден храбар потек на велосипедскиот клуб Енерджи, со кој заедно најголемиот дел од финансиите ги обезбедивме од приватни фондови, затоа што знаеме дека федерациите кубурат со средства, знаеме дека нема можеби доволно храброст, немаме капацитет да направиме еден ваков храбар исчекор и малку се смешни реакциите на луѓето во даден момент, затоа што очекувањата се преголеми. Ние многу околу резултатите ние точно знаевме зошто одиме и знаеме што можеме да очекуваме, ние ги имаме и бројките, ги имаме статистиките. Ние отидовме за да ја представиме Македонија на светската сцена, да видат дека постоиме и ние, особено дека постои женски велосипедски спорт. И сум многу среќна што реакциите од новинарите, интересот за нас таму беше огромен. Конкретно холандскиот коментатор на Евроспорт потроши 5 минути од неговиот пренос во живо да ја раскаже лично мојата животна приказна, за кој сам истражил, ниту ме контактирал, да зборува за Македонија, да каже која е нашата земја, како ние тука живееме, и ја тоа од после кога го проследив не ми се веруваше дека некој може толку да се посвети истражувачки. И сакам да кажам дека отворивме една врата која допрво ќе значи за следните генерации доколку се продолжи на истиот пат. Отворивме една врата, дадовме еден мотив за сите останати клубови, за целиот спортски потенцијал тука во нашата земја. На истиот принцип, да не очекуваме дека државата ќе дојде ќе ни тропне на врата или федерациите ќе рече еве пари повелете одете, да. Затоа што многу е тешко да се обезбедат средства за тоа да изгледа како што треба да изгледа.
Значи ние на најпрофесионално ниво. Да. Може ли да говориме за една груба сума? Тоа колку чинат велосипедите и опремата знае да биде и тема за фраканци и на вицови, особено кај рекреативците, па ја немам добар велосипед, ја немам добра кацига. Нели, тема е секако на шеги различни, меѓутоа може ли еве грубо да кажеме една сезона или едно сериозно учество на голем надпревар, на голема сцена, каков буџет подразбира? Помалку или повеќе? Значи, секако се опрашање илјадници евра според ова што го зборуваме. Мора да биде. Кога зборуваме еве за светското првенство, ќе ви дадам еден најпрост пример колку чинеше велосипедот, што ние требаше да го обезбедиме затоа што таму има стандарди. Мораш да имаш. Има хронометарски велосипед, не можеме да одиме со било каква опрема. Значи, само велосипедот е околу 10 до 15.000 евра. Значи, само велосипедот, не зборувам за тренажниот процес, каде е оделото кое се носи, опрема, се останато. И исхрана, секако што е многу важен дел. Да. Какво беше твоето лично чувство заради тоа што велиш, знаеме до каде сме, знаеме до каде е нашата черга, меѓутоа таму веќе одблиску се соочуваш и со елитата. И гледаш како може да изгледаат врвни велосипедисти, тука се до тебе. Тоа може да биде делумно демотивација или за тебе не било демотивација? Не, апсолутно не. Јас точно знам како изгледа светската сцена. Јас и претходно сум настапувала на надпревари надвор од Македонија, поготово со планинскиот велосипедизам, и кога ќе излезете од тука, прво таа фела е сосема поинаква. Ние на патеката сме ривали, меѓутоа ние заедно одиме да ја гледаме патеката, заедно размислуваме како овој скок да го направиме или да решиме некаков технички момент. Нема тука суети, нема непријателство. Ние заедно возиме на маратон еден позади друг и тој што е напред не предупредува и нас дека има некаква опасност. А не се обидува да го замачка, да кажам, тој момент за сметка нас да ни се случи нешто непријатно. Значи, свеста е на едно навистина големо ниво. Таму се цели екипи дојдени, се вложени навистина многу големи средства, меѓутоа пред се клучна е традицијата. Она што се обидуваме со велосипедскиот клуб Енерджи да го направиме, да поставиме едни нови критериуми. Да ја почнеме традицијата, за резултатот да дојде после децении. Има ли ефект барем досега? Имате ли млади сили кои што ве контактираат, па сакаат да почнат, па почнуваат со вас, да се приклучуваат на целата таа приказна? Јас сум многу среќна што мене секојдневно, ако верувате, ми стигнуваат пораки на поддршка, пред се од родители на деца, кои не само во велосипедизмот, и од другите спортови, гледаат позитивен пример и тоа ги мотивира да речат па еве ние можеме. И значи ние можеме да одиме на светско, еве јас ќе се посветам и на ова и особено она ме радува што велат можам да бидам и добар ученик, можам да свирам и на пијано, ама можам и со спорт да се занимавам. И тоа е сосема доволно, затоа што ние не можеме да направиме се заедно со мојот клуб. Меѓутоа можеме да бидеме една иницијална каписла за нештата да тргнат во нагорна насока. Кои се добрите нешта или можеби најважните нешта што сте ги научиле, што сте ги земале како директно искуство кога одите таму? Има ли нешто што еве да речеме до тој момент не сте го применували или не сте се сетиле дека може да ви е дел од стратегијата, но сте ги виделе останатите дека тоа го прават и потоа си го применувате? Морам да кажам дека за мене е огромно леснување, имам чест да работам со Љубиша Кондев, со Дејан Новковски, Огнен Бражански, кои се исклучителни професионалци и кои долги години се во спортот и во велосипедизмот, и особено се во тек со сите новости, со сите нешта што се случуваат, како не само во однос на техничкиот момент на велосипедите, ете и во тренажниот процес, се во контакт со исклучителни луѓе од Европа кои се во велосипедизмот, и можам да речам дека за мене тоа е најголемата придобивка што ми заштедија децении време. Истражувања или учење. Јас го добив тоа како готов производ. Добро, тоа е и пријателски и е супер. И тимска игра. Тимска игра и можам да кажам дека веројатно контактите кои се случуваат за време на тие меѓународни настапи се најголемиот подарок
кој може еден спортист да го обезбеди за себе, затоа што тоа останува и тоа ве влече понатаму. Значи ви отвара нови врати и нови хоризонти. Точно така. Сега и тимската игра, кога сме веќе кај неа, сакам да ја споменем уште малку таа трка. Ми кажа при подготовката дека тоа е едно посебно искуство, но и посебно тешко искуство во споредба со кога сама се надпреваруваш. Во која смисла? Зошто? Да, прво станува збор за категоријата мешани парови во планински велосипедизам маратон. Зошто? Затоа што тимот е составен од маж и од жена. Подготовките за мажите и за жените, прво во тренажниот процес се различни. Силата која поседува едниот и другиот, искуството, вештината, менталната подготвеност, емоциите на крајот на краиштата, се нешто што е навистина спротивно и различно. И сега вие да направите една конекција и да постигнете една кохезија, да се разбирате на патеката во моменти кога не можете да изустите збор затоа што сте во црвена зона некоја на напор во моментот, тоа е навистина една многу голема свест. Прво, второ, тимска работа, синхронизација. Вие не смеете да направите голема разлика помеѓу вас двајца затоа што ќе бидете дисквалификувани во текот на маратонот. И сето тоа што го преживувате во тие 3, 4, 5 часа на надпревар е нешто што се граничи со не знам како да го карактеризирам, ама една навистина голема човечност пред се. И затоа кога ќе ме прашаат кој е твојата најубаво искуство или со што најмногу се гордееш, јас се гордам навистина со тие неколку етапни надпревари кои ги имам извозено, особено со пласманот на 4 острови, каде што помеѓу повеќе од 35 парови од целиот свет ние завршивме на 8-то место. 8 позиција. Да. Браво. И што е успех? Сериозен успех, затоа што тие што се малку повеќе инволвирани во патеките кои се совладуваат на овој надпревар, тоа се 5 последователни денови кои се возат маратонски патеки во траење од 3 до 4 часа со исклучителни сериозни технички предизвици, знаат за што станува збор и колку е потребно да си подготвен за сето тоа да може да се издржи. Нови предизвици секако дека има и во новата година. Ти и до овде, до Телман, до нашето студио си дојде со велосипед. Прво, зимските месеци како ги поминуваш во поглед на тренирањето, сакам да ми раскажеш и што е она прво или главно што годинава ќе биде твој надпревар. Мислам дека имаме најави за европско првенство, ако не се лажам, но ќе ми кажеш и што друго. Значи, како помина зимава, за да можеме да бидеме подготвени, што се вели, за интензивно тренирање кон некој надпревар следен? Значи, мојата прва љубов е планинскиот велосипедизам и со исклучок на минатата година која ја посветив навистина за подготовка за надпреварот во хронометар, каде што навистина го запоставив планинскиот велосипедизам. Сега повторно се враќам на тие патеки. Зимскиот период не е проблем за нас во маунтин бајкот, затоа што ние возиме во сите временски услови, освен кога е екстремно ладно, да кажам кога е заледено и кога навистина невозможно да се излезе надвор. И не ти е проблем? Што повеќе сакаш, да возиш кога е постудено или потопло? Што повеќе му прија на твојот организам? Јас не размислувам во таа насока, јас морам да се подготвам за секакви услови, затоа што многу често на трките ни врне дожд, патеките се калливи, лизгаво е, карпите се лизгаат, значи јас морам тоа да го тренирам за на трка да можам да го извозам. Добро. Така што не размислувам, едноставно имам соодветна опрема и за тренирање во зимски услови. Меѓутоа, оваа зима бев на подготовки во Турција, во Аланија. Таму е многу пријатно за тренинг, имаат извонредни услови, топло е, така што направив еден добар волумен, доста извозени сати. За она што допрво ќе следува. На крајот на месец март заминувам во Шпанија на првата трка за оваа сезона. Браво. Потоа ќе се надпреваруваме во Србија, во една трка во Германија. Сето тоа како подготовка и во Грција, да не заборавам, како подготовка за, како што спомна, настапот на Европското првенство. Европско првенство во која од во планински велосипедизам маратон. Маратон. Да.
Ова ќе биде за прв пат, исто така женски представник во таа дисциплина да настапи на Европско првенство и навистина сум среќна. Каде ќе се одржува? За сега е закажано во Полска, во Гдиња, иако има некаква најава за известни промени на локацијата, меѓутоа ќе видиме, не е важно, нас тоа не ни менува ништо. Фокусирани сме на таа цел и знам дека достојно ќе се представиме како македонски амбасадори. Тука во Македонија каде најмногу уживаш да тренираш, еве кога е во прашање планински велосипедизам, си имаш ли некоја омилена локација? Ние во Скопје имаме привилегија што имаме планина во центарот на градот. Да. Тука ни е водно и водно е погодно за се, особено за планинскиот велосипедизам, затоа што има исклучително технички патеки кои може да се комбинираат за време на тренинзите, значи тренираме сила, тренираме вештини, се ни е тука на 1 километар од дома што се вика, ни е достапно, така што најмногу сум таму. Браво, да, тоа навистина ни овозможува и ни олеснува на сите, и на рекреативците, но и вас да нема изговор едноставно, близу е тука и тоа е тоа. Ке привршувам полека затоа што морам, иако имам доста прашања. На почетокот споменав дека јас и ти се среќаваме по скопските улици, ти си секогаш со велосипед. Мојот сопруг е еден пример на човек кој што многу се нервира во поглед на однесувањето на велосипедистите во сообраќај, но и на односно автопати или на меѓуградски простор каде што реално не треба да има велосипедисти. Знаеме каква е инфраструктурата. Значи Скопје, што го сакам најмногу на свет, некој пат е тешко човек да и пеш да се движи низ улициве. Меѓутоа, кој е прво твоето мислење? Дали знаеш и ти да се изнервираш ако видиш велосипедисти кои самите си го ставаат во ризик својот живот и здравје, мислејќи дека тоа е, велосипедот е мојот живот и јас со велосипед можам да возам и да се движам каде и да посакам? Да, клучно е тука е свеста и културата, почитувањето во сообраќајот без оглед со какво превозно средство се движиме. Значи, ние не се почитуваме едни со други, затоа што имаме неколку велосипедски патеки, меѓутоа тие најчесто се узурпирани со автомобили кои сите само уште јас само за 2 минути да купам нешто, значи сите имаме, го цениме само сопственото време. Доколку постои взаемна почит и почитување на правилата во сообраќајот, нема да имаме никаков проблем. Истото се случува и на офроуд патеките на водно. Е типичен пример. Има некои патеки кои се само за пешаци, има други кои се за велосипедисти и сега кога едните ќе налетаат на другите, настанува конфликт. Ако имаме ние взаемна почит и ќе се поттргнеме на едната или на другата страна и се поздравиме, денот ќе ни врви сосема супер. Меѓутоа, ние сме постојано подготвени од ништо да направиме конфликт. Треба уште многу долго време да помине за Скопје да добие инфраструктура за да се движиме со велосипедите безбедно. За сега тоа се само неколку патеки, кои повторно ќе речам се постојано узурпирани и исто така, значи, однесувањето и на велосипедистите, кои не ги почитуваат основните сообраќајни правила и предноста, ги доведуваат, не загрозуваат сите нас. Да, често моментот дека се брзи, побрзи отколку пешаците, да речеме, некој пати од некој автомобил кој сега стартува или сега поаѓа, им дава за право, имам време и ќе преминам таму каде што не треба. Тоа е култура. Да, тоа е култура. И на тоа треба да се работи уште многу години. Ти благодарам многу. За мене разговорот беше убава паралела меѓу сето она што ти го правиш. Надпреварување има многу и искуство има многу, но затоа ќе имаме и некоја нова прилика, се надевам, за да споделиме се она што сега ти предстои во оваа нова година. Ќе ми биде задоволство. Ти благодарам. Благодарам многу. Ова беше Дуња Иванова, која што има една баш убава приказна и секојдневие. Верувам и се надевам дека ќе пронајдете барем малку мотивација заради тоа што тоа е секогаш наша цел, особено и младите и децата и сите оние кои што едноставно го сакаат спортот да го практикуваат макар и рекреативно ако го прават сето тоа. Ќе пронајдеме за вас се разбира и нови спортски теми, ќе ги имаме и ќе ги споделиме следниот викенд. Нашиот термин е недела 16 часот и 15 минути на Телма. До тогаш вие останете во добро расположение. Довидување.